По само 6-месечни контакти помеѓу председателот на Источниот плански регион Никол Шилиев и на општината Жалец од Република Словенија Јанко Кос, денеска произлезе подпишување на договор помеѓу словенечката општина и директорката на Центарот за развој Драгица Здраева за меѓусебна соработка. Представниците на двете страни во присуство на градоначалниците договорот го подпишаа во инфоцентарот на Пониква, при што разменија взаемни идеи и иницијативи кои можат да придонесат кон заеднички развој. Оваа прилика беше искористена гостите и домакините да ги изнесат своите потенцијали кои би можеле да бидат интересни за двете страни од аспект на конкретна соработка и меѓусебна поддршка. Во изјавата за телевизија Кочани, градоначалникот на општина Жалец Јанко Кос истакна: Danas su vaš razvojni centar i naša razvojna agencija potpisali ugovor. Вашиот источен плански регион и развојниот центар на Жалец подпишаа договор за соработка. Двете страни се договорија да соработуваат во развојни области и пред се во туризмот, бидејќи таму има најмногу можности и потенцијали како во вашата општина и вашиот регион, така и во Словенија. Потоа ќе соработуваме во стопанството и се разбира ќе се разменуваат искуства на двете страни. Македонија и Словенија имаат многу заеднички интереси и јас се надевам дека од оваа соработка ќе произлезат многу корисни иницијативи, па дури и проекти. Ние со господин Отилиев се сретнавме случајно, се најдовме и од тогаш започна договорот за оваа соработка, што мене ми причинува големо задоволство, затоа што навистина се работи за двајца иницијативни градоначалници кои сакаат да направат многу повеќе за своите општини. Очекуваме дека многу брзо од Словенија ќе испратиме овде автобус со бизнисмени, стопанственици, кои ќе додат и кои ќе имаат средба со овдешните стопанственици за да се договараат околу евентуални конкретни соработки во интерес на двете страни. Градоначалникот Никол Шилиев вели дека се надева од случајна средба може да се роди корисна соработка помеѓу двете страни, кои би биле од исклучителна корист за Кочани со оглед на искуствата што ги има словенечката општина. Навистина сум многу среќен што денеска како гостин градоначалникот искажа дека политиката не го интересира, исто како и мене што политиката воопшто не ме интересира. Ме интересираат проекти и дела со кои ќе ги правиме среќни и задоволни нашите граѓани. И јас во изминатиот период од 20 на месеци колку што сум начело на општината покажав дека навистина се водам од желбите и потребите на граѓаните, а не од интересот на одредени политички партии. За жал, ние сме многу подалеку од нив во секој сегмент, па и во овој сегмент и веројатно разбирањето за она што го правиме ние како локална самоуправа во општина Кочани не е толку големо колку што би било потребно и навистина ја очекуваме несебично дека граѓаните ќе приметат нашата определба да градиме едно општество за сите, да градиме општина која ќе биде пристојно место за живење на сите граѓани и ќе ја добиеме нивната неопходна поддршка, се со цел да продолжиме по патот кој го најавивме уште на почетокот, политика не, туку работа и соработа до резултати и до проекти кои ќе допринесат за попристоен живот на сите граѓани на општина Кочани. Градоначалникот на Жалец им одржа мала лекција на градоначалниците на Источниот плански регион од аспект на тоа дека тој работи за граѓаните и одговара само пред нив и дека централната власт за него е второстепена. Неговата иницијативност и визионерство му донеле 3 градоначалнички мандати врз база на резултатите и се надев дека ќе продолжи барем уште еден, затоа што само врз основа на реализираните визионерски проекти малото место Жалец денеска е вистински туристички бум во Словенија.